Јавниот долг на Македонија заклучно со четвртиот квартал во 2024 година достигна 9,6 милијарди евра или 61,9% од брутодомашниот производ, што е највисока сума од осамостојувањето на државата. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека само за една година, односно од 2023 до 2024 година, јавниот долг се зголемил за 1,1 милијарда евра. Илон Маск изјави дека неговиот тим од одделот за контрола на владините трошења ќе ги запре исплатите кон некои организации што се под федерални договори, што сугерира дека најбогатиот човек на светот може да има пристап до чувствителни системи користени во Министерството за финансии на САД. Корупцијата и отпадот се искоренуваат во реално време, објави Маск на X, велејќи дека службениците од неговиот оддел за владина ефикасност забрзано запираат исплати кон таквите организации. Исто така Маск во деновиве ја нарече USAID криминална организација, која треба да умре, а Трамп изрази одобрување за сработеното од одделот. Речиси 6.000 луѓе ги напуштиле Санторини и соседниот остров Аморгос во изминатите 48 часа поради земјотресите што не престануваат, објавија вчера грчките власти. Околу 4640 патници се качиле на 4 фериботи, кои го напуштиле светски познатиот вулкански остров од неделата, според податоците дадени од грчката крајбрежна стража. Грчкиот авиопревозник Aegean Airlines соопшти дека превезол 1294 патници од Санторини до Атина во понеделникот, со вкупно 9 летови, од кои 5 биле непланирани. Во текот на вчерашниот ден беше планирано 2 ферибота да тргнат од Санторини за Пиреја, главното пристаниште во близина на Атина. Битлси беа наградени за најдобра рок изведба за сега и тогаш, нивната последна песна. Песната е направена од демоснимка на покојниот Џон Ленон, повеќе од 44 години по неговата смрт, а објавена во ноември 2023 година. За креирање на песната е користена вештачка интелигенција за да се издвои гласот на Ленон, а потоа да се изолира од други звуци од лошата снимка во која се слуша телевизор во позадина и некое електрично брмчење. Пол Маккартни и Ринго Стар, последните двајца живи членови на Битлси, потоа ја завршија песната користејќи го гитарскиот звук на Џорџ Харисон од 1995 година.